Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар, после 17-18 дена пауза, повторно со емисијата во Центар. Користам прилика да ви честитам нова година, стрекни празници и се најдобро од 2021 година. Јас сум Васко Ефто, вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Останете со нас, станете 50 минути и сигурно нема да зажалите. Гледате, почитувани гледачи, помина само 7-18 дена, а се случија толку многу работи во Македонија, и што уште поважно, толку многу работи во светот. Гледате колку е релативно времето, колку се релативни тие 17-18 дена. Доволно 1 или 2 дена да немате емисија и да се случат такви турбуленции, кои кога ќе продолжите емисијата, ќе треба да почнете од таму од кај што застанавте, бидејќи тие настани кои се случува 7-18 дена, всушност го сменија светот. Ја дадо новата траекторија како ќе се движи таа светска политика, и ние ќе се обидеме сега во оваа емисија да анализираме таа траекторија на светската и на македонската политика. Што ќе може да не очекува од 2021 година. 2021 година, почитувани гледачи, доаѓа после тешката 2020 година. Секоја година која доаѓа после тешка година, како што беше календарска 2020 година, може да искористите за промени. Или мора да искористите за промени. Знаете, вие тука немате многу голем избор. Или ќе ги направите промените, или ќе ве згазат промените. Ваш е изборот. Дали вие ќе ги направите сами промените во својот живот, во околината, во државата, или ќе дозволите промените да ве изненадат и да ве згазат. Тоа е вашиот избор. Или ќе бидете дел кој ќе ги прави промените, или ќе бидете дел кој ќе биде згазан од промените. Тоа е сушност ребусот и тоа е изборот на 2021 година. Јас тоа ќе се обидам да ви го објаснам на мојот пример. Например, порталот во Центар. Јас неколку пати страмежливо го најавувам порталот во Центар, тој функционира, одличен портал е. Ево уште еднаш го повикувам, ако имате време, прочитајте или читајте го порталот во Центар, ќе добиете многу информации кои нема да ги добиете на другите портали и ќе ги добиете на еден начин како што не се презентирани во другите портали. Што значи дека ќе бидете информирани на начин како што нема да бидете информирани на друго место во Република Македонија. Меѓутоа, тој портал во Центар од почетокот на годината, значи од 1 јануари до 17 јануари, има читаност на дневна основа помеѓу 85.000 и 160.000. Значи на дневна основа читаноста гравитира помеѓу 85.000 и 160.000. Кога тоа ќе се помножи по 30 или 31 ден, тоа значи дека месечната читаност на порталот во Центар на најниска основа би бил некаде околу 2,5 милиони до 2 милиони и 600, а највисока читаност би била некаде околу 4 милиони 800 до околу 5 милиони. Тоа е огромна разлика, почитувани гледачи, разлика од околу 2,5 милиони. Тоа значи дека јас лошо менаџирам со порталот во Центар. Дека порталот во Центар, кога јас имам време, кога сум во инспирација и кога сум одморен, има читаност од 160.000 или месечно тоа било читаност некаде околу 5 милиони, а кога не сум одморен, кога немам време, тога читаност е некаде околу 80 до 85.000. Тоа е лошо менаџирање. Тоа значи дека ова 2021 година јас треба да искористам за одредени промени, да го сменам моделот на менаџирање и системот, порталот, емисијата не може, меѓутоа порталот може да функционира и кога јас имам други обврски, да не бидам јас роб на порталот, туку порталот да функционира така како што сум замислил јас. Тоа јас би го кажам. Денес или ова година ќе биде година на промени. Тие промени ќе ги направите или ќе бидете згазени. Колку можам јас физички да издржам да работам 5 работи во исто време? 1 месец, 2 месеци. Ако не ги направам промените, ако не поставам систем кој ќе може да функционира со најмала потрошувачка на енергија, тогаш тој систем ќе ме здроби мене, а нема јас да го контролирам тој систем. Така велам дека треба и вие да размислувате со вашиот живот, со животот на вашата околина и со животот на вашата држава. Да ги направите промените, бидејќи ако не ги направите промените, промените ќе ве згазат, вие немате голем избор. Или ќе ги направите промените, или промените ќе ве згазат. Затоа уште еднаш, почитувани гледачи, ве повикувам, читајте го порталот во Центар. Јас ќе задам ако треба и 2 кила сол. Меѓутоа за 2 години порталот во Центар ќе биде најчитан портал во Република Македонија. Се ќе почнеме да го рекламираме во рамки на емисијата во Центар. А што да кажам за емисијата во Центар? Најмалку гледаната емисија, 25 емисии снимивме од почетокот на ова календарска 2020-2021 година, значи некаде 25 емисии во Центар снимивме. Најмалку гледаната емисија е 60.000 гледаност или 60.000 прегледи, најмногу гледаната некаде 135.000 гледаност или 135.000 прегледи. Прашете ги националните телевизии, што значи гледаност најмало 60.000. Освен Канал 5, со емисијата Самовистина, нема ниту една национална телевизија која е приближно повторено има таква гледаност како што има емисијата во Центар. Ова не се работи со која се фалам.
Ова се работи кои мене ме обврзуваат да правам уште подобри емисии во текот на 2021 година. Значи најмалку гледаната емисија во центар е 60.000. Тоа е некаде за 15 до 18% повеќе од најмалата гледаност во сезоната 2019-2020 година. Нели ке пропаднам, почитувани гледачи? Нели ке ме снема? Нели ке ме бойкотирате? Нели нема да ме гледате? Нели сум фатил други страни, сум почнал да фаворизирам други политички или државни или секакви други опции? Па бројките тоа го демонтират. Емисијата во центар е гледана за 15 до 18% повеќе минатата година во споредба со 2019 година. 2021 година ќе биде гледана за најмалку 20% повеќе од тоа што била гледана 2020 година. Тоа се трендови на промени. Тие промени јас ќе ги правам, ќе видите какви све емисии ќе снеме во текот на 2021 година. Јас тоа нема да го кажам сега, меѓутоа вие самите ќе се уверите во тоа. Јас ви благодарам за довербата. Така сакам да ја почнам оваа емисија, ова календарска година. Да ви благодарам за довербата и да се поклонам пред вашата доверба. Бидејќи ако таа доверба ја немаме, ние не можеме да функционираме. А таа доверба имаме, бидејќи ние работиме за таа ваша доверба. Не ве лажиме, не ви даваме лажни ветувања и лажни очекувања. Вие кажуваме вистината, вие се очуваме со реалноста, вие ни ја давате довербата. И тоа е еден заемен проект, една заемна енергија која функционира 20-25 години. А јас се надам ќе функционира наредните 25 години. Кога веќе говориме за статистиката на емисиите во центар, статистиката вели дека најмалку гледана емисија во текот на 2020 година била емисијата за името. Всушност најмалку гледани емисии во текот на 2020 година се емисиите за промена на името. И тоа покажува промена на приоритетите на македонските гледачи. Емисиите во центар треба да ги следи тие приоритети или тие промена на приоритети на македонските гледачи. Јас навистина не можам да дадам одговор зашто се најмалку гледани тие емисии за промена на името. Бидејќи тие во основа се одлични емисии. Гостите кои се интервјуирани се одлични гости, но тоа се најмалку гледани емисии во спектрот на 80 емисии кои сме ги направиле 2019-2020 година. Може би гледачите сакат да го премавнат тој проблем. Може би гледачите се соочуваат всушност со таа реалност, ја прифаќаат таа реалност и сакат брзо да се откажат од таа реалност. Меѓутоа, емисиите за името, тие тешки теми не сакат веќе да ги гледат гледачите. Гледачите сакат да гледат некои сосема други емисии, тоа значи промена на приоритетите. Емисијата во центар ќе мора да ги следи тие промени на приоритетите. Не можеме со глава во зид да удираме и да даваме или да снемеме емисии кои вие не сакате да ги гледате. Значи неколку наврати за неколку емисии кои се сменети или кои се снимени за промена на името, вие ни покажувате дека не сакате да гледате такви емисии, сакате да гледате некои сосема други емисии. Може би таа реалност е многу тешка за вас. Може би таа реалност ви создава одредени тегоби, ви создава одредена непријатност и вие сакате да избегнете од таа реалност. Ако реалноста на живеачката е тешка, тогаш зошто би гледале такви емисии во рамка на циклусот емисија во центар? Всушност, на тој начин се менуваат приоритетите. Ако се менуваат приоритетите, тогаш тие приоритети треба да ги читат и луѓето кои снимат емисии и политичките партии. Промената на приоритетите, кај што тешките прашања, тешките теми. Прашањето на Бугарија е малце поразлично. Тоа не влага во тој пакет на тие тешки теми, бидејќи тоа е емотивно некое прашање кое се уште живо и флуктуирачко и тие емисии кои се за бугарите секој се многу гледани и се уште се многу гледани, се обрвот на гледаност, меѓутоа прашањето за име, презиме и така натаму се теми кои не сакат да ги гледат македонските гласачи или македонските гледачи. Бидејќи македонските гласачи и македонските гледачи не сакат да ги гледат тие теми, тогаш и ние како луѓе кои снимаме политички емисии, а и политичките партии, тоа треба да го земат во предвид, да го анализират и да идат одредени поуки. Зошто не сакаат? Кои се причините и што треба да им се понуди како компензација или како одговор на тоа нивно несакање да снимаат или да не гледаат такви емисии. Мисијата во центар тоа го прави, ги анализира. Немаме се уште одговор зашто не сакате да ја гледате тие тешки теми. Може би живеачката е толку тешка што ви дојде на преку глава од гледање или снимање на емисии со така тешки теми. И тие промени во приоритетите на вашите гледања или тоа што вие сакате да гледате на телевизија или на YouTube, веројатно ќе предизвика промени во политичките разврски во Република Македонија. Има одредена група од 40 до 60 илјади луѓе, некои велат од 60 до 80 илјади луѓе, меѓутоа максимално тоа може да бидат 120 илјади луѓе. Тоа е една хејтерска група која мрзи се и се што, која вели дека нема корона, 5G мрежи, албанците ќе ги убиваме со варки и посипуваме и така натаму. Значи таа хејтерска групација која во максимална форма и обем може да стигне некаде до 120.000, сега бара нов газда. Бара всушност нова политичка структура каде што ќе ја испорача својата доверба. Тоа значи дека ќе гласат за нив, туку дека ќе ја испорачат својата политичка доверба кон нив. Таа групација некаде
максимални 120.000 луѓе сега не сака да гласа ни за СДСМ, ни за ВМРО ДПМН. Бара друга политичка групација за која ќе сака да гласа. Може би тоа ќе биде левица. И тоа ќе биде ребусот на политичките разврски во Република Македонија. Затоа ви кажав кои се најмалку гледани емисии во Центар. Гледате како се менува публиката која гледа емисиите во Центар. Така ќе се менуваат публиките или гласачките тела кои гласа за СДСМ, за ВМРО ДПМН, кои ќе гласат за левица. И тие бројки треба да ги земиме во предвид, да ги анализираме и да извлечеме одредени политички полуки. Значи таа максимална бројка од 120.000 кој сега незадоволно од СДСМ, незадоволно од ВМРО ДПМН, ќе бара друга политичка групација каде што ќе истовари својата доверба. Дали тоа ќе биде левица или ќе биде некој друг политички субјект, ќе видиме. Но ние тука ќе направиме на мини анализа што може да се случи во тој план и кои се рефлексиите на таа можна разврска. Видите, таа група на хейтери кои мрза се и се што, всушност одговара или еквивалент на оние неопределени гласачи во Република Македонија. И всушност се тоа две групации кои секогаш го определувале изборите во рамки на Република Македонија. Таа група на хейтери, тие во основа биле за ВМРО ДПМН. Односно биле за Никола Груевски и затоа сега не го сакаат Христијан Мицковски. Бидејќи сега не се за Никола Груевски, не се за ВМРО ДПМН, тоа значи дека ВМРО ДПМН на некои следни избори најверојатно ќе тргне од одредена стартна позиција која ќе биде 40, 60 или 80 или гласови минус или помалку на контото на ВМРО ДПМН. Секојаш ВМРО ДПМН многу полесно доаѓаше до тие хејтерски групации, отколку што можеше да дојде до тие неопределени гласови. Ако СДСМ полесно доаѓа до неопределените гласови во Република Македонија, ВМРО ДПМН секогаш доаѓа многу полесно до тие црни гласачи во Република Македонија, тие хејтерски гласачи кои мрзат све и се што. И сега се менува расположението во рамки на Република Македонија. Ќе биде клучно кој ќе ги контролира тие хејтерски гласови. Во овој момент тоа е Димитар Апасиев и тоа партијата Левица. Тие гласови сега ќе одат за Левица. Тие може да бидат 40 до 60.000, некои велат 60 до 80.000, максимално може да нараснат на 120.000. Тоа е некаде цирка помеѓу 6 и 12 пратеници. Тие 6 до 12 пратеници Левица постојано ќе ги добива на наредните избори и никогаш Левица нема да биде дел од некоја владина гарнитура, бидејќи во тој момент кога Левица ќе стане дел на некоја владина групација или владина гарнитура, тие хејтерски гласови нема да одат на контото на Левица, бидејќи Левица е антиестаблишментски глас. Левица никош не може да биде дел на владина коалиција. Кога била дел на владина коалиција, хејтерските гласови или хејтерските гласачи или нема да излезат на избори, или ќе барат друга политичка групација на која ќе ја дадат својата доверба. И тоа е ребусот кој треба Левица да го реши со тие 120 или максимални гласови. Тие нема веќе да одат на конто на ВМРО ДПМН, сега за сега ќе одат на конто на Левица, а ако Левица влезе во коалиција со ВМРО ДПМН, тие гласови ќе барат друг политички субјект на кој ќе му дадат својата доверба. И тоа ќе е клучната математика во текот на 2021 година. Секогаш ВМРО ДПМН, почитувани гледачи, тргнуваше со стартна предност некаде 40-50 илјади гласови во однос на СДСМ. Тоа се тие гласови. Тоа се тие хејтерски или црни гласови. Тие секогаш оде на контото на ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН секогаш имаше стартна предност во однос на СДСМ. Сега ќе нема таа стартна предност. Тие луѓе не сакаат да гласат за политиката на Христијан Мицковски, а Зоран Заев во таква ситуација со 320-330 илјади гласови ќе може да победува на сите следни избори. Веќе нема да му бидат потребни 380 или 400 или 420 илјади гласови. Со 320, со 350 илјади гласови СДСМ ќе може да победува на сите избори. Зошто? Бидејќи тие хејтерски гласови, тие гласови кои се незадоволни од естаблишментот, не се задоволни од СДСМ, од ВМРО ДПМН, сега ќе одат на контото на Левица. И тоа е политичката разврска или политичката математика која се случува сега и ќе се случува во наредниот период во Република Македонија. Тој дел што ќе остане сега од ВМРО ДПМН, кога ќе се одземат тие гласови кои ќе завршат на контото на Левица, ќе се дели на два дела. Најмалку два дела. Едните кои ќе сакат континуитет со груевизмот во Република Македонија и вторите кои ќе сакат дисконтинуитет со груевизмот во Република Македонија. Знаете, едната групација ќе гледа и понатаму кон Москва, Белград и делот на Москва во Софија, а втората групација ќе гледа кон Западна Европа, кон она политика на Џо Бајден и Викторија Нулан која сега доаѓа на главна врата или на главна сцена во американската политика. Значи, тој дел на ВМРО ДПМН кој ќе остане без тие хејтерски гласови кои ќе завршат на контото на Левица, ќе се дели на најмалку два дела. Едниот дел кој ќе сака дисконтинуитет со политиката на Никола Груевски или со груевизмот во Република Македонија и вториот кој ќе сака континуитет. Значи ВМРО ДПМН ќе се подели на два дела. Едниот дел подосна ќе сака да коалицира со СДСМ, а вториот дел ќе води една таква агресивна политика, име не даваме,
не менуваме попис, не прифаќаме албанци, така натаму и така натаму. Значи, тоа се процеси кои ќе случат во ВМРО ДПМН. Во СДСМ ќе случат сосема други процеси. Гледате, тамо низ вода се пушта Мила Царовска, низ вода се пушта Мухамед Зекири, се пуштат чарените и делот на луѓето кои ги донесу албанските гласови на конто на СДСМ. Зоран Заев сваќа дека тие луѓе се сега прегазени од времето, му представат одреден политички товар и гледате како преку опозицијските портали де факто им води кампања за нивно елиминирање на Конгресот на СДСМ, кој се најава за неколку месеци. Значи, тоа се процеси кои ќе се случат во двете политички партии. ВМРО ДПМН ќе имаме поделба по таа базна линија, континуитет или дисконтинуитет со гревизмот во Република Македонија, а во рамки на СДСМ Зоран Заев ќе расчистува со крилото на Комерцијална банка и со крилото на Бранко Цренковски. Никола Тодоров, или поранешно висок функционер на ВМРО ДПМН, на судско рочиште ја пушти болвата дека 2017 година настаните на 27 април го спречиле формирањето на широка влада во Република Македонија. Гледате како несмосно и Зоран Заев или Распасовски, Радмила Шекерински и Петри Шилегов се дистанцира од таа идеја. Тие не разговарале за таа идеја. Па за таа идеја не е разговарано со нив. За таа идеја е разговарано со Ангела Меркел и со западната заедница или меѓународниот фактор да биде формирана широка влада после изборите на 11 декември 2016 година како решение на политичката криза во Република Македонија. Значи Никола Тодоров ја пушти таа болба како можна политичка разврска во наредниот период да дојде до една широка влада или голема влада помеѓу делот на ВМРО ДПМН, кој се залага за дисконтинуитет со гревизмот и делот на СДСМ лојален на Зоран Заев. Многу несмасно Зоран Заев ја отфрли или ја адаптираше таа идеја, а тоа ќе биде идеја која ќе стане многу релевантна и многу очигледна во наредниот период, почитувани гледачи. Всушност политичките разврски во Република Македонија во тој еден правец ВМРО ДПМН и СДСМ да се менуваат на политичката сцена како Црвена звезда и Партизан во фудбал или да бијат шампиони на соседна Република Србија. Тоа е политичката разврска и тоа е ребусот на новото време. Една структура на ВМРО ДПМН, една структура на СДСМ да бидат во коалиција, коалиционо да се менуваат на власт во Република Македонија или да бидат во одредена неформална коалиција, да доаѓаат или да се менуваат на власт, меѓутоа без турбуленција од типот на 27 април во Република Македонија. Гледате, почитувани гледачи, ако излага Никола Тодоров и вели 2017 година бевме на чекор пред формирање на широка влада помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ и само настаните на 27 април го спречија формирањето на таа голема или на широка влада, а Зоран Заев вели не сме преговарале за таква влада, тоа значи дека Зоран Заев го пушта и Никола Тодоров, како што претходно ја пушти таа мериот коалиција низ вода, и игра на картата Христијан Мицковски. Зошто игра на картата Христијан Мицковски? Веќе постојано смета дека со помош на Јордан Орце Камчев и на бугарското влијание во ВМРО ДПМН Красимир Каракачанов, Екатерина Захариева, Бојко Борисов, секојаш може да го има под контрола Христијан Мицковски. Всушност, гледате, го пушта Никола Тодоров низ вода, иако сите го обвинува Никола Тодоров, Митко Јанчев, дека се логистика на Зоран Заев во врвот на ВМРО ДПМН, ја пушта мериот коалицијата низ вода и игра на картата на Христијан Мицковски. Зошто? Бидејќи секојаш може да го контролира со помош на Јордан Орце Камчев. Тоа е суштината, тоа е ребусот на политичката сцена. За да може да ги разберете политичките потези, политичките разврски, мора да ја разберете таа работа. Христијан Мицковски, човек кој е контролиран од Зоран Заев, го контролира лично и го контролира со помош на Јордан Орце Камчев. Затоа Јордан Орце Камчев не е во затвор во Република Македонија. Судските процеси против Јордан Орце Камчев не се архивираат, меѓутоа не се ни забрзуваат. Се држат на стендбај, се држат на лер. Секојаш да бидат извадени од фиоките, кој треба да биде контролиран Христијан Мицковски. Тоа е суштината, тоа е есенцијата на политичката разврска во Република Македонија. И сега имаме нов момент на политичката сцена или при една евентуална политичка разврска. На голема врата во американската политика се врати Викторија Нуланд. Сега како трет човек во Стейт департментот. Таму има државен секретар, па има заменик државен секретар, па има подсекретар за политички прашања. Викторија Нуланд се враќа на таа трета позиција. Претходно беше помошник на државниот секретар за Европа и Евроазија. Сега значи една чекор повисоко или една скалила повисоко. Сега се враќа Викторија Нуланд. Од Балтикот до Босфорот. Има сите да бидат спакувани како ајварите или како теглите со ајвари мама. Случително и Зоран Заев, ако продолжи да глуми Кисинџер, а не како Џорџ Буш помалиот, да биде донесен одредена позиција, да спроведе одредена политика. Значи сега со Викторија Нуланд во многу посилна и многу помокна позиција има да бидат сите спакувани. Значи времето на Трамп помина, сега доаѓа сосема на друго време, сосема други играчи, почнуваат гледачи. Сите играчи кои сметаат дека можат да си играат вака или онака, почнувајќи намо горе некаде од Северното море, па доле до Босфорот, значи од Балтикот до Босфорот, има сега да бидат спакувани кога тегли со ајвар мамаса. Велам случително и Зоран Заев.
И сега ќе видите почетно гледачи како ќе биде растурена Бугарија, ќе биде разорена Бугарија. Не само за седењето на две столици, со една нога Москва, со една нога Вашингтон, туку и за македонското прашање. Само ние на глуп начин сега им фрламе гума за спасување и им даваме алиби на Захариева, и на Бојко Борисов, и на Каракачанов со палење на знамење така натаму и така натаму. Со доаѓањето на Викторија Нуланд ќе почне да биде спроведена американската операција за расчистување со руското влијание во Бугарија. Ќе видите како ќе има овкање и како Бугарија ќе биде пуштена низ вода. И тоа ќе биде направено на еден класичен американски начин. Прво ќе почне да бидат пуштени сите оние информации, историски докази за независноста на македонската нација и на различноста на македонската нација од бугарската нација, а подоцна после изборите ќе се влезе во една брутална пресметка. Ќе биде разорена Бугарија. Таа политика на Бугарија со една нога кон Москва, една нога кон Вашингтон ќе биде адаптирана. Ќе гледате како и Захариева, и Каракачанов, и Бојко Борисов, ако на крај не со памети, ќе бидат пуштени низ вода. Тоа ќе го спроведи Викторија Нуланд, клучниот играч на американската администрација, или некоја друга Викторија Нуланд. Значи, ако не биде таа Викторија Нуланд, ќе биде некој нов Јасреб кој ќе ја спроведе таа политика. Значи, Џо Бајден ќе спроведе сосема поразлична политика на Балканскиот полуостров по однос на политиката на Доналд Трамп. И што мислите, почитувани гледачи, американците се глупи и не гледа дека Бојко Борисов сака да се спаси и да остане на власт со помош на Москва, со посредство на Анкара и на Тајип Ердоган. Дека со помош на Тајип Ердоган, прв пат партијата на Бојко Борисов ќе сака да коалицира со партијата на турците во Република Бугарија за да остане на власт. Меѓутоа таа цена која Бојко Борисов ја плаќа и дозволува Јужниот поток да помине низ територијата на Бугарија, да стигне во Србија, подоцна до Унгарија и до Словачка, дека не е директно конфронтирање со американските гасоводни интереси на територијата на Балканскиот полуостров. Американците се глупи, не разбират или немат информација дека 2 милиони турски пари, 2 милиони евра турски пари со посредство на Србија се влезени во Македонија за изборите на 15 јули. Се дадени во структурите на македонската опозиција. Не го знаат тоа американците. Јас го знам, го знае дел од скопската политичка чарша или политичка шема, меѓутоа не го знаат американците. Глупи се американците. Немаат своји информации, немаат своји информатори. Треба јас преку емисијата во центар да им кажам дека 2 милиони евра пари од турците со посредство на Србија се влезени во структурите на македонската опозиција. Знаете, почини гледачи, се доека ги поценувате тие големи играчи, како Русија, како Америка, како Велика Британија, вас веќе се случуваат одредени карамболи како што се случуваат во Република Македонија. Во оној момент, кога ние ќе сватиме дека сме толку мали играчи, а дека тие луѓе од висина не гледат така, како на дланка, не само што не гледат, туку ни прават рентген снимка, во една секунда тие точно знаат што се случува кај за Република Македонија, и ние сега сме Јосип Броз Тито и сме толку мокни, толку интелигентни, толку паметни, ќе ги зафркнеме сите, и руси, американци, и кинези, и британци, и турци, така натаму и така натаму. Кој филм живеете? А тоа ниту може да се случи, ниту ќе се случи во наредниот период. И секој кој мисли дека може да ги прелаже американците, да ги прелаже русите, да си игра со едните и со другите, на крај ќе заврши не да јади гулаш во Будимпешта, туку на руска салата во Русија. Ова ми е тешко да го кажам, почитувани гледачи. И јас сакав поинакви политички разврски и во Америка и во светот. И не се случија. Победи Џо Бајден и екипата на Џо Бајден доаѓа на власт во Америка. Тоа е екипа која ја правеше 2015, која ја правеше 2016, која ја правеше 2017 година во Република Македонија. И што правите вие за да ја покажете сила на таа екипа? Го номинирате и го избирате Александар Даштевски за прв човек на Државната изборна комисија. Па тие луѓе не ја правеа 2015, 2016, 2017 година за вие да ги зафркавате Александар Даштевски. Александар Даштевски не само што доаѓа за прв човек на Државната изборна комисија, туку излага пред македонските медиуми и вели дека тоа е непартиска личност. Тако го зафркавате. 6 партии смени човекот. Беше прв човек на таа агенција или комисија за дискриминација, кој му дава алиби на Никола Груевски да направи или да побара политички азил во Бугарија, да побегне во Будимпешта, да јади гулаш во Будимпешта. И вие тој човек кој е дел на шинелот на горевизмот во Република Македонија, го носите и го избирате за прв човек на Државната изборна комисија. Со ова екипа на Викторија Нуланд, со ова екипа на Џо Бајден, кој доаѓа сега на власт, после оние настани на 6 јануари во Капитолот, вие всушност се зафркавате. Се зафркавате сметајки дека на таа екипа можете да ја брцнете во око и да кажете вие тоа што го правевте 2015, 2016, 2017 година, не важи, ние ќе правиме повторно по нашо. Правејќи повторно по вашо, вие повторно ќе дојдете до некој нов 27 април. И ако до овој 27 април 2017 година успеавте никако да се спасите, да се испазарите, при некој нов 27 април нема да се пазарите.
Па дури нема да има ни потреба од нов 27 април ова екипа доаѓа на власт да ги разреши или да ги реши оние работи кои останаа нерешени 2016-2017 година и вие го номинирате Александар Даштевски. По-добро можевте и братучетот на Никола Груевски, можевте и сопругата на Никола Груевски, можевте и мајката на Никола Груевски, можевте и Михајло Маневски да го извадите од нафталин и да го номинирате за прв човек на Државната изборна комисија. Никој тоа не ви го брани, никој тоа не ви го пречи, но таа партија да се врати на власт, тоа го кажувам 2 години и 2 години вие се карате со мене, почитувани гледачи, и 2 години карајќи се со мене, на крај разбирате дека сум бил во право. Јануари 2019 година, ово кажам, може да го проверите во архивите на емисијата во Центар, дека ако сака ВМРО ДПМН да се врати на власт во Република Македонија, мора да направи дисконтинуитет со груевизмот во таа партија. Се додека партијата не направи дисконтинуитет со груевизмот, а тоа ни мери од коалицијата не го прави. Погледнете ги нивните лажни профили на Твитер, па тие го величат Никола Груевски и го напаѓаат Христијан Мицкоски. И мислите дека тоа не го гледат овие американци, нели они се глупи. Врска нема што се случува во Република Македонија. Се додека не направите дисконтинуитет со груевизмот, овој Зоран Заев, криминоген, клјакав, ваков како што е ке владее во Република Македонија. За да го поразите Зоран Заев, за да го спакувате како ајва во теглите мамас, вие мора да направите дисконтинуитет со груевизмот во ВМРО ДПМН. Со Александар Даштевски вие го бетонирате груевизмот и им праќате порака на американците, ние не сакаме да расчистиме со груевизмот. Како ќе ви играат американците? Па играте со Москва и со Кина, па да видам како ќе завршите и што ќе направите во политиката. Па гледате, почитувани гледачи. Украина 2015 прави Викторија Нуланд. Мејдан го прави Викторија Нуланд. Целата политика во однос на Украина ја креира Викторија Нуланд, ја спроведува Викторија Нуланд. Джефри Пајет, кој тогаш беше амбасадор во Украина, сега амбасадор во Грција, е човек на Викторија Нуланд. Бидејќи Кейт Милибърнс е човек на Джефри Пајет, што значи дека е човек на Викторија Нуланд. И тие работи мора да ги знаете. Тоа значи дека тоа што е направено во Украина, а решено украинското црковно прашање, ќе биде решено и во Република Македонија. Че ќе се влезе во брз процес на решавање на црковното прашање. Ќе гледате како ќе бидат ничкосани на колена и Белград, и Србија, и Софија, и Бугарија. Токму поради македонското прашање. И излага оној несреќен Иван Стојлковиќ и вели: јас ќе бидам дел на оваа влада која ќе го рехабилитира Јован Врнишковски и ќе ја регистрира православната Охридска архиепископија, бидејќи Судот во Страсбург така одлучил. Видите, некој смета дека треба да направи реприза на 27 април или реприза на тоа што случуваше во Црна Гора. Малку му беше 27 април, едва и се спаси Иван Стојлковиќ, сега ќе прави некој нов 27 април, ќе го отвора црковното прашање со помош на Москва, со помош на Белград, со помош на рускиот дел и во Софија и Бугарија, и во Тирана и во Албанија, ма нема да проиди. Овие си играчи кои имаат краток фитил, овие играчи не ве оставаат 10 години вие да ги зафркавате. И овие играчи сватија дека и ако ве оставале понекогаш неколку години да глумите големи демократи, патриоти, да им ветувате, да ги лажите, дека тоа има рок на трајање, тој рок на трајање е истечен. На првото наредно лажење те има да ве спакуваат. И вие сега ќе го отварате црковното прашање, кое е последно нерешено прашање на Балканскиот полуостров, ќе го пуштате Иван Стојлковиќ да дава божитно интервју за белградска политика, кај што ќе бара рехабилитација на Јован Врнишковски и регистрација на православната Охридска архиепископија. И гледате дека ви спроведува класична српска-руска стратегија во Република Македонија и ова екипа на Викторија Нуланд ќе остави така да функционират работите. Нема да има реакција, нели тие се паднати од небо, не знаат што се случува на балконите во Република Македонија. Видите, ќе има брзи разврски. Овие луѓе ја направија Мајдан, не направија Украина, направија 27 април во Република Македонија. Го направија тоа што се случи на 6 јануари во Капитол и сега тие луѓе ќе остат вие да правите дрн дупка со нив. Видите? Па вие немате контакт со реалност ако така размислувате. Сега ова екипа на Бајден, демократите имат чист терен во Америка. Гледате како е растурена републиканската партија. Тамо се уште 70% од гласачите на републиканската партија се за Трамп, се про-Трамп настроени. Републиканската партија сега ќе биде во она фаза, во она улога во која беше ВМРО ДПМН 2017 година. Најмалку 2 мандати нема да дојдат на власт во Соединетите американски држави. Најмалку 2 мандати, а јас проценувам дека 3 или 4 мандати демократите ќе имаат своји председатели во Соединетите американски држави. И ја растури републиканската партија. Го растури Доналд Трамп, го растури трампизмот во Соединетите американски држави. И таква екипа сега доаѓа на власт во Америка и вие со таа екипа ќе сакате да влезете во конфликт. Се извинувам, само будала човек ќе сака со една таква екипа која сега во еден налет како булдожер да влезе во политички конфликт. И сега ќе читате оние аналитичари на Facebook.
оние мислители на Facebook велат дека на 6 јануари во Америка и во Капитол се случило тоа што се случило на 27 април 2017 година во Македонското собрание. И всушност Доналд Трамп бил американска верзија на Никола Груевски. И вие сте нормални. И мислите дека тоа што се случи на 27 април во Република Македонија треба да се спореди со тоа што се случи на 6 јануари 2021 година со Соединетите американски држави? И може и Македонија да се споредува со Америка? Тоа се тектонски светски процеси, почитни гледачи. За тоа што се случи на 27 април во Република Македонија, мува не го лази некој во Бразил, или некој во Конго, или некој во Виетнам. Но тоа што се случи на 6 јануари во Американскиот Капитол, тоа го тангира целиот свет. Тоа се тектонски потреси, тектонски промени. Како што беше оно што се случи 89 година на плоштадот Тиенанмен во Кина, таму победува структурата на Денг Сјаопинг и судрени темелите на новата Кина. Таа нивна филозофија не е важно дали е мачката бела или црна, важно е да лови глувци. Или тоа што се случи 1991 година во Белиот дворец во Москва, кога се распаѓа Советскиот сојуз, паѓа од власт Горбачов, доаѓа на власт Јелцин, значи крај на таа советска империја, на Советскиот сојуз и формирање на Руската федерација. Такво тектонско значење има тоа што се случи на 6 јануари во Капитолот во Вашингтон, во Соединетите американски држави. Не 27 април. Туку случувањето на Тиенанмен и случувањето на Белиот дворец во Москва се адекватен одговор или нешто слично на тоа што се случи во Капитол Америка на 6 јануари. Затоа немојте да глумите кисенџери, големи мислители, големи аналитичари на Facebook и на социјалните мрежи и да велите Доналд Трамп бил американска верзија на Никола Груевски. Доналд Трамп бил американска верзија на Никола Груевски. Таму се водеше војна 4 години. Војна во која се употребија сите средства. Војна до истребување. Американската федерација, американската држава беше ставена на талон. Таму не беше битен Бајден или битен Доналд Трамп. Таму се водеа структурални, тешки конфликти внатрешни, вклучување на Кина, на Русија, така натаму. И вие сега тоа што се случи на 6 јануари го споредувате со Никола Груевски и го споредувате со 27 април во Република Македонија. Па тоа знаете како да споредите некоја мало точаче или не знам оној велосипед со кој доаѓа Димитар Пасиев на собраниските седници со некој джамбо джет авион. Па дури и таа споредба не е соодветна. Таму се случи тектонски потрес кој ќе ја одбележи политичката разврска или разврската на тие големи джинови на светската политичка сцена во наредниот период. Бидејќи постојано ви давам одговори, почитни гледачи, сега ќе поставам едно прашање. Кој според вас е победник во оваа пандемија со коронавирусот? Или многумина веле дека Џо Бајден победил благодарејќи на коронавирусот, дека Кина ќе станала најмокна светска сила благодарејќи на коронавирусот. Јас ве прашувам, кој според вас е победник во оваа пандемија со коронавирусот? Џо Бајден, Кина или некој трет? А јас ќе дам веднаш одговорот. Не може ни Џо Бајден, ни Кина да бидат победници во оваа пандемија со коронавирусот. Победник во оваа пандемија со коронавирусот може да биде само Руската федерација и е само Руската федерација. Кога направите одредена анализа, кога ги ставите сите аргументи на маса, сите анализи на маса, вие ќе дојдете до еден единствен заклучок дека најголем добитник на оваа пандемија со коронавирусот во светот е Руската федерација и Владимир Путин. Без разлика колку луѓе се заразени во Русија, без разлика дека и самата Руска федерација има сериозни проблеми со коронавирусот, меѓутоа филозофијата, православната филозофија на русите е да трпат во интерес на државата. Тоа не е американска филозофија. И тоа во неколку своји интервјуа ги има кажано Владимир Путин. Го има соопштено на Владимир Путин, која прави разлика помеѓу американската филозофија на животот и руската филозофија на животот. Затоа велам дека победник на оваа пандемија со коронавирусот е Владимир Путин и Руската федерација. Јас ќе ви објаснам зошто го мислам тоа. Што доби Русија, почитни гледачи? Доби 2 или најмалку 3 работи. Како прво, ја девастираше американската демократија. Па во историјата на Америка не се има случајно Facebook, Twitter или социјалните мрежи да ги укинуваат налозите на американскиот претседател. Тоа е сега резултат на тоа што се случи на 6 јануари во американскиот Капитол. Тоа е под број 1. Под број 2 го девастираше изборниот модел во Америка. Кој сега ќе верува во избори во Соединетите американски држави? Кога првиот човек на Америка во заминување Доналд Трамп не ги почитува или не ги признава резултатите на американските избори. Тоа е под број 2. И под број 3 русите ја пуштија болбата на раздор,
која не е појавена во Америка 150 години. Всушност го враќаат времето 1864-1868 година, времето на граѓанската војна во Соединетите Американски држави. И тоа е третиот вирус кој русите со оваа пандемија го пуштат во Соединетите Американски држави. Како прво, им ја руинират демократијата или митот за американска демократија, им го руинират митот за американскиот изборен систем и им го руинират митот за таа американска конзистентност и цврста американска држава кој нема да се распадне. Нели сите очекувавме дека Руската Федерација ќе се распадне, дека Русија не може да контролира Сибир, целата таа територија која има 6 или 8 временски зони. Сега гледате мечката за игра во Вашингтон. Тоа го направија русите. Им го девастира изборниот модел, им ја девастира демократијата, им го девастира лепакот кој ги лепи тие американски држави. Што може да прават сега американците? Тоа што го прави секој маж или секоја жена да се го спаси својот брак. Тоа се спасува на два начини: со секс или со добри женски кондори. Американците да ја спасат својата држава се ќе мора да направат војна. Таа војна нема да биде, не знам, со Португалија или нема да биде со Порторико, па нема да биде ни со Иран. Таа војна може да биде или со Русија или со Кина. Ќе гледате како Русија сега ќе играат на картата на воен конфликт помеѓу американците и кинезите. Тоа е стратегијата на русите. Американците да ја спречат таа руска стратегија, ќе се обидат да направат конфликт со Русија. И тоа ќе биде разврската или ебоцот на разврската кој ќе се случи сега во светската политика во наредните 12 месеци. И гледате, почитувани гледачи, 15-20 години русите играат на картата Тексас. Бидејќи смета дека картата Тексас е најслабата американска карта во тој шпил од 50 и 53 карти кои ги сочинуваат Соединетите Американски држави. Тоа се 52 или 53 сојузни држави кои ги сочинуваат Соединетите Американски држави. Тоа е шпилот на карти кој се наоѓа во рацете на секој американски претседател. 15 или 20 години русите играат на картата Тексас, бидејќи тоа е најслабата карта. Гледате, преку Тексас всушност и Доналд Трамп се обиде да се спаси преку на представка што беше покрената пред Врховниот суд и не успеа да се спаси. Повеќе од 15 или 20% од американската армија, американската војска води потекло од Тексас. Затоа Џо Бајден, за да може да ја контролира таа ситуација во Тексас, за да може да го намали тоа про-Трамп влијание во американската армија, токму преку таа групација во Тексас, ќе мора да направи нов воен конфликт. Како велам јас, еден брак за да се спаси се потребни две работи: добар секс и добри женски кондори. За да може да ја спаси својата позиција и да ги спаси Соединетите Американски држави, односно да не биде активиран вирусот на нова граѓанска војна, ново граѓанско раздвојување во Соединетите Американски држави, нешто како реприза на тоа што се случуваше 1864 или 1868 година, конфедералниот југ и северот кој беа во војна во Соединетите Американски држави. Џо Бајден ќе мора да отвори нова војна. Тој ќе се обиде да отвори војна со Русија, а русите ќе го направат или ќе го натерат да отвори војна со Кина. Зошто? Бидејќи ако Доналд Трамп имаше путер на главата дека со помош на Русија дошол на власт во Соединетите Американски држави, Џо Бајден сега има путер на главата дека со помош на кинескиот вирус. Гледате, американците или Доналд Трамп тоа не го нарекуваше ковид или корона, туку го нарекуваше кинески вирус, за да докаже дека со помош на кинескиот вирус Џо Бајден е дојден на власт во Соединетите Американски држави. Значи, како што Доналд Трамп имал путер на главата дека е руски играч, така Џо Бајден ќе има путер на главата дека е кинески играч. Што ќе направи Џо Бајден? Ќе мора да направи конфликт со кинезите. Тоа го сакат и тоа го чекат русите. Дали тоа ќе биде во Тајван, дали тоа ќе биде во Хонг Конг, дали ќе биде во Иран, кај што на голема врата се влезени кинезите, не е битно. Џо Бајден, за да докаже дека не е кинески играч, ќе мора да направи конфликт со кинезите. Тоа е суштината на политичката разврска. Конфликт помеѓу Кина и Америка е нешто што најмногу им одговара на русите. Значи, сите пари што ги има Путин би ги ставил на таа карта да направи конфликт помеѓу Кина и помеѓу Америка. И да е најмокна сила во светот. На Кина не е природно да биде прва сила. Кина, знаете, како Данчо Шутурков во Македонија Табак. Најмокни се, но да делуваат оценка како што делуваше Данчо Шутурков, никој да не биде прв човек, да биде формално правно втор човек, а да ги влече конците од позадина. Тоа е Кина. Сега русите сака да натерат Кина да биде прва сила во светот, да биде видлива сила во светот, да влече политика или да влече политички потези во светот. Тоа сака да го направат русите, да се трнат малце настрана и да дозволат американците и кинезите да се конфронтират која ќе биде водечка сила во светот. Тоа е руската филозофија и тоа е руската стратегија. Кина тоа го гледа, почитувани гледачи, се обидува да го спречи, но толку е силно руското влијание во кинеската комунистичка партија што нема шанси Кина тоа да го спречи. Од друга страна, Русија тоа го гледа дека е слабост на Џо Бајден и дека Џо Бајден затоа сака да воспостави контрола на социјалните мрежи, Твитер, Фејсбук и така натаму, за да не може да дозволи руските ботови да му ја креираат политиката, да му креираат влијание врз Соединетите Американски држави и да го отварат или да го подгреват тој конфликт помеѓу Кина и Соединетите Американски држави. Значи, Русија ќе става целата своја логистика со која располага да направат конфликт помеѓу Кина и Соединетите Американски држави. На Русија
Русија тој им одговара. Знаете, и во текот на Втората светска војна, Велика Британија и Америка го промовира или го посекува тој конфликт помеѓу нацистичка Германија и Русија или Советскиот сојуз на Сталин. Кога го добија тој конфликт, те беа најстрикни луѓе на светот. Сега истата таа стратегија прават русите, сакаат да направат конфликт помеѓу Кина и Соединетите американски држави. И тие да бидат оние кои од позадина ги влечат конците и ги печелат добивките на тој конфликт помеѓу Кина и Соединетите американски држави. И затоа Путин дреми во бункер, кој нема нигде. Гледате како функционира таа руска филозофија. Таа руска филозофија на трпење, на издржување, на само жртва. 100-200.000 луѓе умрени од корона или било што друго, се ништо за руската филозофија. Така било и за време на Сталинградската битка, и обсадата на Ленинград, и на налетите на Наполеон, Кутузов варијантата која дозволува руска територија да биде освоена. Така функционира Русија. Руските стратегии предвидуваат дека во случај на одреден напад 200-300.000 луѓе се првите луѓе кои или првата бројка на загинати луѓе во некој конфликт предпоставен со западните сојузници или со западните сили. И тоа е таа руска филозофија. Русија сега игра на две карти. На дисолуција во Америка и на дисолуција во Кина. Гледате, американците сега се погласно говорат дека може да им се случи реприза на граѓанската војна од пред 150 години. А Кина е функционална и силна држава се дека постои Кинеската комунистичка партија. Во оној момент кога ќе биде растурена Кинеската комунистичка партија нема да постои ништо, нема да остане ништо од големата Кина. Тамо се повеќе од 100 големи етнички групи. Тие 100 големи етнички групи се лепат само со помош на Кинеската комунистичка партија. Ако не е таа Кинеска комунистичка партија на Кина, ќе се случи сценариото на СФР Југославија, кој ќе се располучи, кој ќе се разнебити во некои крвави етнички конфликти внатре во самата Кина. И што мислите, почине гледачи, кој има направено таа Кинеска комунистичка партија? Јас? Вие? Па не, Москва има направено. Како што ги има направено сите комунистички партии во светот. И во оној момент кога Москва ќе посака да не постои Кинеската комунистичка партија, ќе ја нема Кинеската комунистичка партија. Ако ќе ја снема Кинеската комунистичка партија, ќе нема ни голема Кина. Таа руска филозофија е филозофија. Само русите и британците може да размислат 100 или 200 години понапред. И ова може да го смислат само русите и британците. И кој јас ви говорам за одредени тајни служби, за големи стратегии. Тоа ви говорам за британски и за руски тајни служби и големи стратегии. Само тие размислат 100 или 200 години понапред. Само од Руси, од британци се плашимо, а другите се булдужер дипломати. Ќе дојдат, ќе ве бомбардират, ако преживеете, преживеете, ако не преживеете, не преживеете и продолжувате понатаму. Значи Русија сега ќе игра на две карти. Граѓански конфликти и немири во Соединетите американски држави, тоа што му го праве на Доналд Трамп, сега Доналд Трамп или таа структура да го прават во Америка, никош да не може да се вратат на власт, но постојано да прават одредени немири или одредени сценарија на немири во Соединетите американски држави и да ја направи слаба Кина. Во оној момент кога Кина ќе стане опасно за Русија, ќе им укинат Кинеската комунистичка партија. Ќе го излечат чергичето од поднозете на Кинеската комунистичка партија, ќе нема ни Кинеска комунистичка партија, ни големата Кина. Тоа е мокта на Русија. И затоа велам дека Русија е најголем добитник на оваа пандемија со коронавирусот. Така почнавме пред 10 минути да ја правиме анализата, сега завршуваме анализата. Тоа е мојот заклучок. Русија ќе биде најголемиот добитник на оваа пандемија со коронавирусот. И што е нашиот хендикеп, почитувани гледачи? Кога ќе видиме кој ги застапува американските интереси во Република Македонија, тоа е на групација Метаморфозис, повешарени револуционери така натаму, вас ви одмилуваат Соединетите американски држави. Ако ќе видите кои се руски играчи во Република Македонија и која застапува руската политика во Република Македонија, вас ви одмилуваат и руските политики и руските играчи. И тоа е хендикепот на Република Македонија. Нас ни се одмилени и Русија и Америка, зошто бидејќи играчите кои ги спроведат американската и руската политика во Република Македонија се неомилени во македонската јавност, тоа е нашиот хендикеп. Или американците и русите ќе измислат нови играчи кои ќе ги спроведат нивните политики во Република Македонија, или и понатаму македонските граѓани нема да ги сакат ниту американците, ниту русите. Сакав да зборам и да правам анализа и за многу други работи, меѓутоа очигледно дека тоа ќе го оставиме за некоја од следните емисии. Не мора да биде анализа, може да бидат интервју, може да бидат разговори, меѓутоа ќе бидат третирани тие прашања. Денес е 17 јануари 2021 година. Пред точно 20 години на 17 јануари 2001 година се случи аферата Големото уво. Аферата Големото уво
е момент кога тајните служби стана јавна куќа во Република Македонија. И кога тајните служби, наместо да бидат тајни служби, стана јавна куќа и се вклучија во политичките разврски, во бизнис разврските, со уцени, со рекетирање на одредени луѓе. И разни битанги кои треба да завршат во затвор или треба да завршат во историјата, стана клучни луѓе во политичките разврски во Република Македонија, веќе располагаат со одредени бомби. Или се фала дека располагаат со одредени бомби. И аферата Рекет, и сите други афери кои се случуваат во Република Македонија се копирања кои настанале после таа афера на големото уго, која е отворена токму на 17 јануари 2001 година во Република Македонија. После таа афера на големото уго, тајните служби стана јавни куќи и се ставија на располагање на политичките партии, наместо да ги контролират како во секоја друга држава политичките партии. Се ставија на располагање на политичките партии и учествуваат во процесите на носење на одредени политички структури на власт, на симнување на одредени политички структури на власт, на рекетирање на одредени бизниси или на одредени бизниси, правење на црни пари и вклучување на тајните служби во сите можни пори на општественото живење во Република Македонија. Веќе тајните служби не се тајни служби, стана јавна куќа. Таа јавна куќа ја контаминираше политичката сцена во Република Македонија. Знаете, како се нарекуваат луѓето кои функционираат и живеат во јавни куќи? Се нарекуваат проститутки. Тоа е процес на една проституизација на македонската политичка сцена. Почетокот на тој процес на 17 јануари 2001 година со аферата Големото уво. На 11 јануари 2019 година е сменето уставното име на Република Македонија. Од 11 јануари 2019 година ние не сме повеќе Република Македонија, ние сме Република Северна Македонија. Јас бев еден од најгласните поддржувачи на операцијата да се бойкотира референдумот во Република Македонија. Дури мислам дека на мојот Facebook профил или на мојата страна Васко Ефтов од Центар, прв промовирав дека не треба да излезете на референдум. Тоа некаде јануари, февруари 2018 година. Знаете, од сегашна временска дистанца не сум сигурен дека сум постапил правилно, почитувани гледачи. Дури сега сметам дека требаше да се води кампања да се гласа против. Не дека овие луѓе немаше да го фалсификуваат референдумот. Не дека овие луѓе немаше да направат све тој референдум да биде така како што тие планира да го завршат. Меѓутоа, ако не се бойкотираше референдумот, тогаш вашето бойкотирање немаше да биде искористена одредени луѓе да се спасат од затвор, одредени луѓе да избегаат во Будимпешта и Унгарија, одредени луѓе место да јадат гравче во македонските затвори да јадат гулаш во Будимпешта, одредени луѓе добијат тендери ко Крстомуковски, одредени криминалци кои требаше да завршат во затвори бидејќи биле пратеници и бидејќи бил неуспешен референдумот да се пазарат со власта да не завршат во затвори. И од сегашна временска дистанца мислам дека со овој памет не би агитирал за бойкотирање на референдумот. Не дека нешто ќе се сменеше, велам. Не дека референдумот ќе беше неуспешен и ние ќе победевме, бидејќи сме против промена на името. Туку немаше да им дозволиме на одредени ајдамаци, ајдуци, криминалци, политички конвертити да го искористат тоа наше незадоволство, да го бойкотираме референдумот и да се пазара со Зоран Заев, со странците, со властите и така натаму за своето политичко или лично задниче. Тие луѓе, користејќи нашата енергија да го бойкотираме референдумот, користејќи нашата енергија да се спротивставиме на промена на името, се ги спасија своите задничиња. Добија тендери, добија пари, се уште се присутни на политичката сцена, не се во затвор кај што требаше и кај што им беше местото, туку се во Будимпешта или на некоја друга дестинација, и тие луѓе искористија нашата енергија на бойкотира. И со овој памет, велам со овој памет, 2 или 3 години подоцна, јас не би агитирал за бойкотирање, но би агитирал да бидеме против промена на името. Бидејќи против промена на името сме можеле да се бориме на сосема друг начин. Но сега сме искористени од ова мала група на ајдамаци, ајдуци и криминалци, кои требаше да завршат на топол оброк 3 пати на ден, а сега се големи фактори, пишуваат на Facebook, добијат тендери од власта, се дел на владината коалиција, ја помагаат владината коалиција. Гледате, ние им дадовме либи тие луѓе наместо во затвор, да ни се смеат во лице и да ни кажуваат што треба да правиме. Затоа сметам дека со овој памет, кој би се вратил 3 години назад, би размислил дали би ја промовирал таа кампања за бойкотирање на референдумот. Пак велам, би бойкотирал, односно би промовирал кампања да се гласа против промена на името. Би правил све да не дојде до промена на името. Но мислам дека сите ние бевме искористени од таа кампања за бойкотирање, за одредени луѓе да се спасат својата политичка кариера и да не завршат во затвор. И уште еден клучен настан се случува во јануари, но овој пат 2000 година. Тоа е убиството на полицајците на влезот во Рачиново.
Многумина нели го постават прашањето кога почнува војната во Република Македонија. Вела дека тоа е Танушевци 2001 година. За мене војната и војните конфликти во Република Македонија почнуваат со убиството на полицајците на влезот во Рачиново, тоа е януари 2000 година. Се уште не е расчистен тој случај. 70 припадници на тие специјални единици Комбри, како што кажуваше Маријан Ѓорчев во емисијата во Центар, ја прават војната 2001 година во Република Македонија. Меѓутоа за мене војната почнува януари 2000 година и убиството на македонските полицајци на влезот во Рачиново. Се уште не е расчистен тој случај. СДСМ дојде на власт со кампањата и паролата на Рачиново и треба канализација, не федерализација. Не е така. Ние на пописот ќе видиме што ќе се случи. Ќе видите како сите тие српско-руски структури во Република Македонија ќе се впрегнат да го искористат или да го злоупотребат пописот во Република Македонија. Ќе се дават најкатастрофични сценарија. 28% били албанците, 32% били албанците. Гледате, Али Ахмети ги направи албанците како бројка. Ги третира албанците како бројка. Али Ахмети не може да се откаже од таа своја стратегија и филозофија да ги третира албанците како бројка. И тоа ќе биде проблем не само на Али Ахмети, туку и на сегашната и на било која една владина коалиција во која би учествувала Али Ахмети. Али Ахмети успеа да се спаси од Хашкиот трибунал, само тој и Рамуш Хариdenaj од овие големи команданти научака не завршија во Хашкиот трибунал, но не значи дека нема да завршат во Хашкиот трибунал, бидејќи тој процес на чистење на командантите од политичката сцена не е завршен. Тој процес ќе мора да заврши со чистење или заменување од политичката сцена на сите големи команданти, бидејќи нема невини команданти, има помалку или повеќе виновни. И тој процес ќе продолжи во текот на 2021 година. Затоа политичката иднина на Али Ахмети не е премногу блескава, не е премногу сјајна, иако тој се слика со Артан Грубин, на снимка или на фотографија која ви иритираше сите, која беше објавена на Facebook, меѓутоа само слаби луѓе кои се чувствуваат политички слаби се обидуваат да испровицират или да иритират на тој начин. Луѓе кои се мокни тоа не го прават на тој начин. Оние сака да покажат некоја лажна супериорност, лажна мок. Исто така што го прави Каракачанов. Тој нема да влезе во бугарскиот парламент, а ве иритира и глуми големо политичко играчиште или лидериште, кое ве сега ќе клекне на нози или на колена Република Македонија. Почетокот на војната е януари 2000 година. Тоа нерасчистено убиство на македонските полицајци и понатаму е темно петно, голем товар на македонската душа и тоа мора да се направи. СДСМ е свесна дека таа албанска карта која промовираше Мухамед Зекири е веќе готова. Испратен е во историјата Мухамед Зекири. Мухамед Зекири е генерален секретар на македонската влада. Човек кој има завршено средно теолошко училиште, се разбира управо и ќе може да ги организира функционирањето на македонската влада и владините седници. Мислам, видите, тоа само будала. Човек може да помисли дека може да функционира и може да се прави. И тоа не е политичко унапредување, туку е политичко уназадување или крај на политичката кариера на Мухамед Зекири. Без разлика што Мухамед Зекири е во кумовски однос со Зоран Заев, неговото именување за генерален секретар на македонската влада, значи крај на неговата политичка кариера. Цела таа една групација која од СДСМ беше задолжена за креирање на таа албанска стратегија на СДСМ за добивање на албански гласови е веќе потрошена. Тоа е веќе испратена во историјата. Тај веќе пензионирана СДСМ ќе мора да најде сосема друга стратегија. И ова што сега се прави со пописот ќе биде лебедова песна на една структура албанска во рамки на СДСМ. Пописот ќе помине, ќе покаже такви резултати какви што ќе покаже резултати кои ќе бидат блиску или далеко од очекувањата, ќе видиме почитни гледачи, меѓутоа СДСМ ќе се соочи со изградба на нова парадигма за освојување на албанските гласови, за нова парадигма за градење на едно општество за сите, бидејќи со овие луѓе и со ова парадигма тие удрија во зид на изборите на 15 јули. На изборите на 15 јули се покаже дека стратегијата на СДСМ е веќе потрошена во однос на албанците и албанското гласачко тело, дека се треба да направат една сосема друга стратегија. Ќе се обидат преку левица да намалат дел од контото на ВМРО-ДПМН, меѓутоа ќе мора да обезбедат дополнително гласови на своето конто, бидејќи ќе имат незадоволни оние од шарената револуција и оние неопределени гласови, бидејќи не им испорачаа резултати. Тие што им ги ветува правда за сите и економија за сите, бидејќи не испорача такви резултати, СДСМ нема баш многу храбро и многу оптимистичко да ги дочекува локалните избори, бидејќи кога нема да ги испорачате резултатите, тогаш и очекувањата ви се многу помали. Тогаш и стравоите ви се многу поголеми, тогаш и разочараноста на луѓето на гласачите од вашето владење е многу поголема. Ве нема да паднете поради промена на името или поради бугарскиот договор. Ве ќе паднете бидејќи не сте ги испорачале работите кои сте им ги ветиле на гласачите. И затоа велам, ќе треба да обезбедат дополнителни албански гласови. Со Мухамед Зекири со таа екипа тие веќе нема да обезбедат албански гласови, ќе мора да смена стратегијата. Знаете, стратегијата на Мухамед Зекири беше
напади врз Али Ахмет и Дуј. И ако вие коалицирате со Дуј и со Али Ахмет, тогаш вие не користен, неупотребливи е Мухамед Зехири. Веќе мора да најдете нов модел како политички да ги освоите тие албански гласови, тие албански гласачи. Затоа велам, ако ова мора да помени, ќе треба да го решава проблемот со левица и како тие гласови ќе одат на контото на левица, СДСМ ќе треба да решава два проблеми, како да доби албански гласови, за тие албански гласови да ги компензират оние гласови на неопределените гласачи кои се сега незадоволни од СДСМ и нема да гласат на следните избори за нив. 17 дена не зборев, имав толку многу работа да ви кажам, почитани гледачи. Направивме одредени анализи и ова не е ни 20% од тоа што сака да ја кажам во оваа емисија, што значи дека во наредните емисии ќе треба сите овие работи кои сега ги загатнавме, ги отворивме, ги наметнавме како теми, како размислувања, да бидат продолжени, да биде продолжена анализата со нови интервјуи и со нови анализи. Значи јас ви најавам ново дружење четврток 22 часот. До четврток од 22 часот. Пријатно вечер Македонија. Каде да си?